Ние ВМРО името ќе го забраниме кога ќе дојдеме на власт. Значи да не го носите, да не ги сквернавите тие свети букви, тоа ќе го забраниме. А сега, гледајќи како лутате во овие историски веќе, меѓу другото, предавам историја направо, гледам колку, ве сожалувам колку сте дудук во геополитика, искрено кажам. Димитар Влахов сега да е, ќе навива за палестинците, а не за израелците. Бидејќи контекстот во Отоманска Турција сега е сосема различен. Тоа што израелците им беше правено, сега тие го прават. И тука повторно ја правите реторичка грешка, која што во струката ја викаме алтернација. Тоа е злонамерно стеснување на изборите и сведување на или си за Израел, или си за Палестина. Човече, над 100 држави и двете ги имаат признато. Што ќе не кошта нас и двете да ги признаеме? И повторно не дававте одговор, како што вели Жорон и Рибан и девојкави. Ќе ја признаваме Палестина или нема да ја признаваме? Имате ли вие од вашите коалициони партнери притисок? Еве, спикерот не ни ја става декларацијата, трет пат ни ја враќа. Значи, тоа е претежно муслиманско и христијанско население кое што страда. 45.000 жени и деца. Геноцид ни се случува пред очи. И наместо овие партии на албанците, кои што нели они беа обреди, ни ствараа тука, наместо да гледаат што таму се случува. Тие задоени од западнизмот и од парите кои им стигаат преку Америчка амбасада, ги оставаат луѓето генерацијски овој проблем кој го имаме. Значи не е ова им текнало на левичариви и сега ќе ga ламат за палестинците. Прашањето е суштинско, но вие сте далеко од суштината и онтологијата затоа што сте само една обична фасада.